Веќе 10 дена течат градежните работи за проширување и уредување на пешачката патека на десната страна од Кочанска река, на потегот од Бавчалук до Браната градче. Намерата на општина Кочани, која е носител на проектот, е до почетокот на пролетната сезона патеката целосно да се обнови и да биде ставена во функција. Со тоа граѓаните кои пешачат на оваа делница ќе добијат уште една можност за рекреација. За сега тие го користат асфалтниот пат за прошетка во природа, но тоа може да биде небезбедно поради зголемената фреквенција на возила. На последната седница на Советот на општината имаше советничко прашање околу уредувањето на патеката со можност проектот да го опфати и просторот околу Браната градче. Таа патека веќе е трасирана да се прошири, да се уреди. Имаше видиковци на неколку места, клупи за одмор и слично, така да ќе шетаат во природа, ќе им биде попријатно и ќе бидат побезбедни со оглед на фактот дека кога ќе почне сега сезоната, се повеќе возила ќе се движат. Исто така оваа патека една е, а има и друга патека околу самото езеро Градче. Многумина наши, а мислам и од страна што сега многу луѓе доаѓаат да ги видат водопадите, па прашуваат нели може од другата страна да се вратат. Градоначалникот Илиев рече дека проширувањето и уредувањето на патеката е дел од проектот Планински велосипедски рај, што со средства од државниот буџет ќе се реализира на Осоговските планини, а опфатен е и овој дел од регионот. Веќе е помината воденицата, значи денеска утро ми информира дека е помината воденицата, што значи дека се оди во правец на Брана градче и очекувам дека во наредниот период ова стаза, односно ова пешачка патека ќе биде безбедно направена од западната страна на реката и по проектот е предвидена 2 метра ширина со сите придружни инфраструктурни проекти кои треба, односно објекти кои треба да бидат изградени. Урбана опрема поставена со цел нашите сограѓани кои пешачат, односно ја користат оваа патека да можат безбедно да ја користат да пешачат и секако да уживат убавините на тој предмет. Исто така предвидена е целосна пешачка патека, затварање кружно движење околу Браната градче, што значи со овој проект ќе биде во следниот период реализиран и овој дел од оваа пешачка патека. Изведувачот на градежните работи имаше обврска истите да ги заврши до крајот на ноември минатата година, но тој рок беше пробиен поради состојбата со корона кризата, па од страна на владата е одобрен нов период. Според техничката спецификација во проектот, покрај проширувањето и уредувањето на пешачката патека од Бавчалукот до Браната градче, предвидено е да се изградат и 4 видиковци, како и места за одмор на лицата кои ќе рекреираат овде. За реализација на проектот Планински велосипедски рај, локалната самоуправа на Кочани обезбеди 500.000 евра, како дел од вториот повик за инвестиции во инфраструктурата поврзана со туризмот, а за спроведување на проектот Локална и регионална конкурентност, финансиран од грант од Европската Унија. Се работи за проширување на туристичките потенцијали и за создавање услови за развој на авантуристичкиот туризам на Осоговските планини.